Останува суспензијата на Вилма Русковска од функцијата шефица на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Советот на јавни обвинители на затворена седница ја отврди незината жалба по решението на јавниот обвинител Љубомир Јовевски за оддалечување од работното место откако поранешниот прв човек на финансиска полиција, Арафат Муареми, поднесе кривична пријава за начинот на кој постапувала во предметот против него. Тоа беше тешка одлука беше во секој случај, сепак не доаѓа од една страна основен јавен обвинител кој треба да гони организиран криминал и корупција, од друга страна имаме јавен обвинител. Несоработката меѓу основниот јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција со несоработката со јавниот обвинител доведе до овие непријатни состојби, бидејќи и до ден денес јавниот обвинител на Република Северна Македонија, според она што ни е доставено, нема добиено информација за се што се случувало во врска со претресот, ниту за доказите, освен она што тие го утврдиле при надзорот. Ние сакаме што побрзо да утврдиме зошто отсуствувала таквата соработка меѓу основниот јавен обвинител со јавниот обвинител на Република Северна Македонија, што е основно за вакви предмети да имаме меѓуинституционално, да не речам, судир кога се мешаат финансиска полиција од една страна како орган задолжен за откривање на сторители на кривични дела и обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Русковска останува под суспензија се додека трае постапката против неа што ја води основното скопско обвинителство по кривичната пријава поднесена од Муареми. Советот очекува наскоро да биде завршена процедурата и незиното оддалечување од функција да не трае долго време. Паралелно, треба да продолжи постапката што обвинителството за гонење организиран криминал ја отвори против поранешниот директор на финансиска полиција. Но прашање дали суспензијата на Русковска токму за овој предмет нема да ги обесхрабри другите обвинители понатаму да постапуваат. Да, од јавен интерес и затоа сметаме дека ќе биде водена таа постапка, исто ќе продолжи понатаму и пред малку кажав дека ќе се води таа постапка и не може да се запри постапката по пријава ако има некакви основи на сомневање дека од страна на финансиската полиција или поединци таму е извршено кривично дело. Мора да се заврши таа постапка и мора да заврши со одлука, со испитување претходно и прибавување на сите докази. Тоа не значи дека ако е обвинителката Русковска отстранета, дека другите не треба да продолжат и дека врз нив ќе се врши влијание. Советот е тука за да ги заштити доколку има некакви влијани и притисоци. Тоа е законска одредба. До сега до Советот обвинителката Русковска па не се има обратено за да ја заштитиме ако имала некакви влијанија. Покрај суспензијата против Русковски и уште други две обвинителки е покрената дисциплинска постапка и тоа токму за случајот што ово обвинителство го отвори против Арафат Муареми. Судирот меѓу нив двајцата, кој ескалираше со претресот во просториите на финансиска полиција, а потоа беше просаден со меѓусебни јавни препикувања, резултираше со минатонеделната суспензија на Русковска и повлекувањето на Муареми од функцијата, само неколку часа откако јавниот обвинител Јовевски реши да ја дисциплинира шефицата на клучното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.